Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи е време за една политичка анализа во трајање од 50 до 60 минути, во која ќе анализираме кој ќе формира влада, дали ВМРО ќе формира влада, какви ќе бидат политичките разврски во Република Македонија и што де факто се случи во Република Македонија во првиот и во вториот круг на локалните избори и во целиот тој процес, почнувајќи некаде од 2016, 11 декември 2016 година, па до денешен ден. Што навистина се случи во Република Македонија? Дали ВМРО ќе формира влада? Знаете, сосема е нормално во една демократска држава владите да се менуваат. Дури е здраво за демократијата владите да се менуваат. Може би 2 години е прекратко време за една влада, 8 до 10 години е предолго време за една влада и треба да се најде некое разумно решение или некој разумен временски период кога владите нема да пуштат корени и кога нема да дојде одредено страснување на државата, на власта, на партиите и така натаму, бидејќи тоа не е здраво за демократијата. Бидејќи ние сме кревка демократија како Република Македонија, бидејќи немаме преголемо демократско искуство едва и 30 години, за нас е добро да имаме брзо менување на властите. И затоа јас постојано инсистирав на реформа на ВМРО-ДПМН. Постојано инсистирав ВМРО-ДПМН да расчисти со греевизмот. Ние сега имаме сосема обратна ситуација. Ко ВМРО-ДПМН со помош на греевизмот или без реформирање на греевизмот се враќа на власт во Република Македонија. Дали ќе формира влада, дали нема да формира влада, ВМРО-ДПМН е победи на локалните избори. Тоа што ние не можевме да го видиме, бидејќи се работи за еден хибриден процес, за една хибридна операција, кога само едресот на ВМРО-ДПМН е поземен, кога е поземен ликот на Христијан Мицовски, е спроведен одреден процес. Тој процес се спроведе и во текот на ова, и во текот на претходната година. Кога ние говориме за режим, нели, главната замерка за СДСМ е дека не успее да го демонтира режимот во Република Македонија. И веројатно сте во право. СДСМ навистина не успее да демонтира режимот во Република Македонија. Бидејќи тој режим владееше 9 или 11 години во Република Македонија. На изборите на 11 декември 2016 година СДСМ изгуби од тој режим со 2 пратеника помалку. Во јануари 2017 година двата дела или двете глави на тој режим се договорија за една влада или се договорија да формира заедничка влада, ги поделија ресорите и само телефонскиот повик од Калето, односно Американската амбасада, го спречи формирањето на таа влада и беше направена влада со договор помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети. Како вие ќе демонтирате режим кога едниот дел на тој режим вас ви е главен коалиционен партнер, а тајно коалицирате со 8 или 10 пратеници кои потекнуваат од тој режим за да може да смените име и да станете членка на НАТО Сојузот или на НАТО Алијансата? Како тогаш барате некоја власт да може да демонтира или да порази режим, кога тој режим ви е дел на власта, или со тој режим мора да коалицирате или да пактирате за да спроведете процеси кои се неопходни за напредок на Република Македонија? И тоа се случи во овие 4 години. СДСМ не само што не успеа да го демонтира режимот, туку поради бројките, поради довербата, поради гласовите и гласачите, беше принуден да коалицира со тој режим. Ние имаме една абсурдна ситуација. Минатата година на парламентарните избори СДСМ беше поразен од еден дел на режимот, тоа е партијата Дуи Али Ахмети, кој водеа кампања Албанец за премиер, и всушност се сменија тотално или целосна кампањата или наративот, бидејќи изборите требаше се случат март-април минатата година, поради корона кризата тие се пролонгирани, спотовите беа сменети кај Дуи, наративот беше сменет кај Дуи, нешто се случи, некој му шепна на Дуи и Дуи отиде со она националистичка кампања Албанец за премиер. И СДСМ изгуби од Дуи на минатите избори или на 15 јули 2020 година и не ги освои доволно гласовите кај албанците, бидејќи со тие гласови кои Дуи им ги зема со таа кампања Албанец за премиер, сега СДСМ ќе владееше многу покомотно во Република Македонија. Сега СДСМ е пуштен из вода, фалимент, ќе видиме што ќе се случи таму во таа партија. И на овие избори СДСМ е поразен од делови на режимот или клучниот столб на режимот, гореевизмот во Република Македонија. Како вие ќе поразите режим кога режимот ви е вграден во системот? Кога режимот вас ви владее со системот, 11 години формирале заробена држава, тоа е начин на функционирање на ВМРО, на историското ВМРО. Бугарската држава во време на Тодор Александров и Иванчо Михајлов ја формира ВМРО како структура, или тоа што останува од ВМРО после тие братоубиствени војни конфликти, тепачки и така натаму и така натаму. И кога ја формираат ВМРО, таа се обиде у Пиринска Македонија да направи држава.
и со таква држава да влезе во конфликт со бугарската држава. Тоа е суштината, амалгамот на постојање на ВМРО, на историското и на сегашното ВМРО. Тие доаѓаат на власт, ја стават под своја контрола државата, тоа знаете како на одредено магар или на одреден конј, вие да му натоварите 200, 300, 400 кила и после известно време ќе липса магарето, ќе липса конјот, ќе умри конјот. И на тој начин ВМРО всушност доаѓајќи на власт и уништува државата со која влада. И тоа се случи сега. Двата дела на режимот го поразија СДСМ. Дуи го порази минатата година, ВМРО го порази на овие локални избори. Тоа е суштината на политичките процеси кои се случи сега во Република Македонија. На тоа се надоградува после хибридната војна, олигархијата, Бранко, Црвенковски, се оно што се случуваше подземно, што ние не го гледавме, но есенцијата на процесите е во ова. И тука се поставува клучно прашањето. Каде беше Калето и каде беше Американската амбасада? Сите ние правевме проценка дека ВМРО и Христијан Мицкоски нема да се вратат на власт, доека не се реформират. Но на некого може би, не велам дека тоа ќе случи, може би, му одговара или му одговараше токму нереформирано ВМРО да врати на власт во Република Македонија. Бидејќи во ВМРО знаете како некоја стара холивудска глумица која направила 5 лифтинзи, која наставила шминки 2 кила, маскара, креони, се натапирала во косата и личи на нешто друго, но има некои гаки кои не ги сменала 6 години или 6 дена. Некоја гардероба која носи под мантилчето која не е сменила 11 години. Тоа е ова ВМРО, нереформирано кој доаѓа на власт во Република Македонија. Ова маскара која се вика Христијан Мицкоски, всушност требаше да служи само како шминка. Како шминка да биде скриено грдото лице на режимот кој владееше 11 години во Република Македонија. Тоа се случи, тие победи им честитам по 11 пат, но сега ќе видиме во кој правец ќе процесите во Република Македонија. Кога јас ви говорев за нормализација, почитувани гледачи, вие доаѓавте и се каравте со мене. Јас ви реков дека нормализацијата и капитулацијата се две страни на една иста паричка. Па што не одите сега да се карате со Христијан Мицкоски? Нели Северна Македонија е политичка реалност? Што не ја врати назад Република Македонија? Што не ја пушти низ вода Северна Македонија? Нели тоа не е нормализација? Нели е тоа капитулација? Што ви направија со територијалната организација? Прв пат во историјата ВМРО освои 440.000 гласови на референдумот 2004 година. И од референдумот 2004 година, без малку до крајот на неговата владење, Никола Груевски се интересираше и инвестираше во тие 440-480.000 гласови. Ништо друго не го интересираше. И ве пушти низ вода со територијална организација. Ниту Кичево го вратија, ниту Струга ја вратија. Се сеќавате која хистерија, тие што се повозрасни, се правеше 93 година со времената спогодба. Времената спогодба е потпишена во 1995 година, има рок на трајање 7 години, двете страни може да се откажат од времената спогодба еднострано, една година претходно информирајќи ја другата страна. 7 години после 95 година истекува 2002 година, односно 2001 година, па 2009, па 2016 година. Една година претходно ВМРО можел да ја информира Република Грција дека се откажа од времената спогодба. Трите мандати или трите рокови кои истекуваат, кога истекува рокот на трајање на таа времена спогодба, се поклопуваат и се погодат од мандатот на ВМРО ДПМН. Не се откажа ВМРО од времената спогодба. Не се откажа од територијалната организација. Политичка реалност е Северна Македонија. Што е тоа, капитулација или нормализација? Па што се карате со мене? Па што не одите на профилите на Христијан Мицкоски тоа да го прашате? Јас ви ја кажувам вистината, која некојаш е болна, некојаш е сурова, но јас сакам да ве соочам со реалноста и со вистината. Бидејќи вие сте гледачи на оваа емисија 10, 15, 20 години. И што ќе се случи ако јас ве лажам во оваа емисија? Тоа е мотото на емисијата, вие имате право да знаете вистината. Вистината е таа. Повторно ве прелажа. И Северна Македонија стана политичка реалност. Нека ни е на здравие, или нека ви е на здравие, вие, кој доаѓавте се карате со мене, кој јас ви говорам за процесот на нормализација. Еден ден СДСМ требаше да падне од власт. Дали тоа ќе е денес, дали тоа требаше да биде вчера, дали требаше да биде пред 2 години, дали воопшто не требаше да дојде на власт да го смени името, нели тоа се суштински позиции, суштински разлики кои постојат во македонското општество, во македонското општествено и политичко милје. СДСМ ако требаше да падне од власт, треба да има нормална и рационална причина зошто тоа се случува. Зошто би паднал СДСМ од власт? Поради криминалот и корупцијата? И кој треба да го наследи СДСМ на власт? ВМРО ДПМН.
Па знаете, тоа е исто како вие да обвините некој дека треба да падне од власт, бидејќи во пустината нема песок. Можат милион партии да дојат на власт во Република Македонија. Меѓутоа не може СДСМ да падне од власт поради криминал и корупција и на неизино место на власт да дојде ВМРО ДПМН, кој е синоним на криминал и корупција. Погледнете ја Белата палата, погледнете пари, авиони, камиони. Човекот живее 3 години во Будимпешта. Некој тоа треба да го плати, некој тоа треба да го финансира, 10 дена одите на годишен одмор, па подосна штедите или стегате каиш 2 или 3 недели, 2 или 3 месеци во зависност од вашите приходи и примања кои имате. Како е тоа исфинансирано? Пари и пари ВМРО извади сега нови избори. Остана неодговорено поранешниот премиер на кого мислеше. Која е тоа шлаканица која ударила на македонските безбедносни структури, дека се влезени големи пари нови избори помеѓу првиот и вториот круг. Избори или пари кои биле политички мотивирани, кои биле финансиски мотивирани, плюс вклучително некои мокни градежни корпорањи или така наречената урбана мафија која инвестирала во победата на ВМРО ДПМН. И тоа е легитимно, знаете. Се доека не ве фатат, вие не сте виновни. Но каде е Агенцијата за разузнавање? Каде е Агенцијата за национална безбедност? Каде се разузнавачките структури? Каде е министерот за полиција Оливер Спасовски? На крајот на криштата, тој Оливер Спасовски по истиот модел со пари носени преку струга изгуби во Куманово. Беше растурен како кула од карти во Куманово. И тоа се тие процеси. Иако навистина ние сме незадоволни од СДСМ, нели тоа се тезите дека народот победил нови избори. Па кога победеше народ нови избори, што не гласавте 400.000 гласачи за ВМРО ДПМН. Кога Бранко Цренковски победи од 2002 година, кога народот ја зима судбината во своји раце на 15 септември 2002 година, СДСМ како опозиција има 500.000 гласови. ВМРО како опозиција нови избори победи со 292.000 гласови. Па што не излеговте 400-450.000 луѓе да гласате, да го поразите СДСМ и да ма дадете од вербата на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН, како што ви кажа во претходните емисии, расти само од позиција на власт. Кога ќе дојде на власт, кога ќе може да контролира и да дели, да троши од буџетот, да ве корумпира како гласачи, тогаш ВМРО 290 или 304.000 гласови станува 480 или 500.000 гласови. Никогаш ВМРО не победил со повеќе од 304-312.000 гласови на било кои избори во Република Македонија. Толку е лимитот на ВМРО, 310-315.000 гласови кои ги освоја како опозиција. Кога ќе стане власт, кога ќе ја јавни државата, кога ќе ја претвори државата во испостава на партијата, кога ќе имаме заробена држава, тогаш рейтингот, тогаш гласачите на ВМРО ДПМН одеднаш растат како печурки после дожд. И тоа се случува во Република Македонија. И втората теза е дека Македонија се ослободила. Од кого се ослободи Македонија? Ако ја раздробиме таа теза, па нели 4 години говоревте дека Калето го инсталирало со кран Зоран Заев. И ако вие се ослободивте сега од Зоран Заев, ако се ослободите сега од СДСМ, тоа значи дека сте се ослободили од Калето. Во интерес на кого се имате ослободено од Калето? Чив интерес е Република Македонија да се ослободи од Калето? И прито тука не треба ние да ја ставиме под тепех улогата на Калето. Гледате што се случуваше во Афганистан. Некаде пред 2 месеци тука во студија на ова столче ја постив таа дилема. Дали во Република Македонија ќе се случи афганистанско сценарио? И кога афганистанците не може добро да владеат, или кога афганистанците не можат успешно да владеат, дали американците нема да ги вратат на власт талибанците? Талибанците кои се во Будимпешта, талибанците кои се скриени, се плашат од затвори, избегнаа од судски процеси 4 години. Па ексклузивно право, ексклузивна контрола на кривичниот суд во Република Македонија има Американската амбасада. 4 години случајот Титаник на криминално финансирање на ВМРО ДПМН не може да отпочне. За 1,5 година ќе застари тој случај. Тоа е првиот случај кој го отвара специјалното јавно обвинителство. Зошто Американската амбасада, која има ексклузивна контрола на кривичниот суд во Република Македонија, стопира, става под маса или не дозволува да биде расчистен случајот Титаник? Што е со случајот Талир? Тоа се 2 капитални случаи кои може да стават катанец на вратата на ВМРО ДПМН. На кого нема одговараше ВМРО ДПМН да биде пуштен низ вода? На Зоран Заев, на СДСМ, на американците, на американската администрација. На тој растур систем што владе сега на Калето, каде што не знаете кои се луѓе на Трамп, кои се луѓе против Трамп, кои се луѓе на Бајден. Па гледате, по истиот принцип по кој паѓа Зоран Заев, паѓа сега рейтингот на Џо Бајден.
се повлекот од Афганистан, решава одредени проблеми кои се стари 20 на години и него како куло од карти му се руши рейтингот. Во последните 60-70 години на ниту еден американски председател во првата година од мандатот нема толку струполен рейтингот како што му е струполен на Џо Бајден. Па има обструкции, не може да спроводи политика за вакцинација. Па не може да спроводи економска политика. Истото што му се случува на Зоран Заев, кој се соочува со демонтажа или што му се случува на Зоран Заев во минато време, веќе треба да говориме за Зоран Заев, му се случува и на Џо Бајден во Америка. Кога вие решавате капитални проекти, капитални процеси, промена на име, преговори со Бугарија, идентитет, болни процеси во нормална држава, а не болни процеси во Македонија, каде што власта е смената со шарена револуција. И ако вие не добите одредена награда во форма на датум за почеток на преговори со Европската унија, вие немате шанси да победите на избори. Како некој можел да очекува дека во мандат на СДСМ, па пред 2 недели заврши пописот во Република Македонија. Некој попис проведуваше во Република Македонија. Имате нормализација со Бугарија, нормализација со Грција, влеси членство во НАТО. Двата најголеми тајкуни олигарси ставени во затвор, Саша Мелков и Јордан Орце Камчев. Нели за тоа протестираше шарената револуција. Еви ги двајцата се во затвор, шарената револуција се префрли на другата страна или се распрсна на други страни и гласаше против СДСМ. Гледате каква шарена револуција број 2 ви се случи сега во Република Македонија. Јас тука го поставам прашањето. Дали американскиот модел е виновен за талибанизацијата на Афганистан или афганистанците беа неспособни да владеат 20 години во Афганистан и во Кабул? Дали американскиот модел е виновен за талибанизацијата сега која се случува во Република Македонија? Или за дезаевизацијата која се случува сега во Република Македонија? Па нели го предлагавте за Нобелова награда за мир? Нели инвестиравте во него? Нели велевте дека треба да има поддршка за тоа што го прави? Одеднаш Христијан Мицкоски кој го преспа целиот период, како велам, со правење или со неправење, па многу е лесно без правење. Па јас можам да не правам емисија. Ке ви ја носам Мила Алечковиќ, ке ви го носам Бранимир или Бранислав Несторовиќ, ке правам емисии за тоа. Ке имам 150-200 илјади прегледи, сите ке микате браво. И која е суштината на тој рейтинг што ќе го имам? Да ја носам Македонија во погрешен или во вистински правец? Па суштината на влијањето, на рейтингот, на довербата која имате, е некогаш да изгубите од таа доверба, меѓутоа работејќи во интересите долгорочни на Република Македонија, на граѓаните, на гледачите, а не само во интерес на сопствениот рейтинг. И тоа се случи сега во Република Македонија. Ние тука имаме 3 дилеми. Дали американците цело време инвестирале во овој процес на враќање на режимот на власт во Република Македонија? Дали некој друг спровел хибридна операција, бидејќи американците не спроведот хибридна операција, спроведот русите или спроведот британците, или некој спровел операција и американците сега бидејќи се немокне да ја спречат таа операција, ќе се приклонат, ќе прикаже дека тие стојат за таа операција. Значи, трите се можностите. Едната опција или едната варијанта американците сами спровеле таква операција. Втората варијанта е дека русите им спровеле таква операција, американците ќе се борат против таа операција. И третата варијанта е русите им спровеле таква операција, американците не се доволно силни и ќе се приклонат на таа операција. И тоа се случи сега во Република Македонија. Тоа се разврските кои сега се случуваат. Ке заседава СДСМ, ке заседава ДОИ, ке заседаваат другите политички партии и така натаму и така натаму. Меѓутоа процесите се може да бидат само 3 насочни. Или калето климнала со глава, или калето е неспособно, ќе проба нешто да направи, или калето е неспособно и ќе се обиде да се прилагоди на новата реалност која е формирана во Република Македонија. Четврта опција не постои за жал во Република Македонија. Корона кризата ги извади сите слабости и во Македонија и во светот на површина. Ги извади сите слабости кај луѓето кои биле заразени од корона кризата. Ако вие сте имале скриен шекер или некоја автоимуна болест, заразувајќи се со корона, тие болести излегува на површина. Иако не сте биле свесни, иако не сте знаеле. Тоа се случи во Република Македонија. Сите недугавости, сите слабости на системот излегува на површина. Тоа се случи и во Европската унија. Гледате колку е нефункционалната Европска унија. Короната ги извади на површина сите слабости на Европската унија. Европската унија не може да се грижи сама за себе, не може да се грижи сама за своите граѓани, не може да се грижи сама за своите членки и државите кои се членки на Европската унија. Како ќе се грижи за Република Македонија? Како ќе се грижи за некоја држава која сака да стане членка на Европската унија?
Како Европската унија, која сама не може да си греши проблемите, ќе посредува во тој конфликт помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Велам, короната ги изведе на површина сите тие слабости. И затоа голем дел на земји членки на ЕУ полека се вртат кон Москва, полека се вртат кон Русија, полека се вртат кон Кина и кон Пекинг, и тоа од внатре ја растуре Европската унија. Носител на тој процес сега е Виктор Орбан. Пред 2 години, или минатата година, беше Салвини во Република Италија. Се сеќавате што правеа русите кога Италија беше погодена од тоа Бергамо сценарио? Кога луѓе умираа во болниците и во ходниците на болниците во Република Италија, во Милано, во Ломбардија, во Северна Италија. Па тоа беше масовен процес на умирање. Помошта која дава Русија не ја дава преку Министерството за здравство, туку ја дава преку Министерството за одбрана. И за прв пат во последните 50 или 60 години во земја членка на НАТО беше истоварен руски борбен авион или беше дојдено на гости Руското Министерство за одбрана. Тој беше прва држава. И Салвини го бутна од власт. Покажа капацитет Соединетите американски држави, покажа капацитет западните сојузници, тоа се случи. Салвини беше бутнат од власт. Сега битката ќе биде во Унгарија, ќе биде во Будимпешта. Битката ќе се води околу Орбан. Орбан е клучен играч кој сега е на сцената. Идната година се случат избори во Унгарија. Таму ќе се судрат двата концепти, двете стратегии. Ви гледате кои коалиции сега се прават, посебно во Европа и во светот. На една страна е Америка, Канада, Велика Британија, Австралија, и тоа е коалиција која треба да се спротистави на силата во надоаѓање, тоа е Кина или Народна република Кина. Втората коалиција, која е формирана сега во Европа, тоа е Франција, тоа е Италија и Грција. И тие ќе се спротистават на големото турско влијание на Балканот и во Европа. Проблемот со Македонија е како да се позиционира во таа коалиција Франција, Италија, Грција, која е сега посилна од коалицијата или од силата на Германија. Бидејќи сите овие процеси кои сега се случуваат, ако вие може да направите анализа, се случуваат пред формирање на новата германска влада. После 10-15 години се формира нова германска влада. Во таа германска влада нема да биде партијата на Ангела Меркел. Ангела Меркел која секојаш давала поддршка на ВМРО-ДПМН и на Бојко Борисов. Ангела Меркел која на состанокот или на самитот Европа, Западен Балкан во Бардок екран, со самото кажување дека до 2030 година Македонија ќе стане членка на Европската унија, ќе му возможеше назаев да се проштетен изборите, не сакаше да го каже тоа, и тоа беше последната поддршка. Последниот ветер во грбот на Ангела Меркел за ВМРО-ДПМН. Значи тоа е втората групација која се формира, и третата групација, која е вишеградската група, која предводи Виктор Орбан, каде што клучна држава е Полска. Гледате какви протести вчера се случува во Полска. Масовни протести, бидејќи жена умира, бидејќи не е било дозволено да направи абортус, починува бидејќи детето починува внатре. Не останува еден спектакл, мислам, една тешка ситуација, мачна ситуација во близината на Катовице се случува. Масовно жените во Полска излегуваат на протести, така натаму и така натаму. И Полска сега всушност бира во кој правец ќе оди. Меѓутоа е верен сојузник, ова полска влада, полскиот претседател е верен сојузник на Виктор Орбан. Значи, вишеградската група прави одредени пактови со Западен Балкан, првенствено со српскиот свет кој го предводи Александар Вучич. Во 5 наврати Виктор Орбан вели дека Србија треба да биде локомотива на целиот регион, дека Србија треба веднаш да стане членка на Европската унија. Пред 2 дена оди во официјална посета на Бања Лука. Има средба со Милорад Додик. Милорад Додик, Александар Вучич и Јанес Јанша учествуваат пред неколку месеци на демографскиот самит кој се случува во Будимпешта. Меѓутоа тамо, што е исклучително интересно, присутен е Мајкл Пенс, заменик американскиот претседател на Доналд Трамп. Тоа е коалицијата која сега ви се случува во светот. И тоа е коалицијата која сега ви се случува тука на Балканскиот полуостров. Виктор Орбан, бидејќи знае дека Сорос структурата и таа структура која не е под контрола на Доналд Трамп, а Доналд Трамп очигледно ќе инсталира многу повеќе своји структури во американската администрација, отколку што ние можеме да претпоставиме. Гледате кои обструкции сега му прават на Џо Бајден. 11 држави ја струшија неговата одлука да мора да бидат вакцинирани сите оние кои работат во фирми со повеќе од 100 вработени, кои работат или соработат со сојузната држава или со сојузните органи. Значи, тој Виктор Орбан сега ќе има поддршка од се она што е про Доналд Трамп и про руски настроено во Европа и на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, за да не биде главната битка тамо, тој ќе направи се да има проблеми во Македонија, да има избори во Македонија, да ги одложи процесите како што беше случајот со операцијата Барбароса, кога во тогашна Југославија, краљевина Југославија,
се прават протести, Југославија да излезе од тројниот пакт, да мора Германија да ја нападне тогашна Југославија, да изгуби 1 месец или 2 месеци и со 2 месеци за доснување да тргне во офанзива против тогашниот Советски сојуз. Ако не беше рушењето на тројниот пакт 1941 година, веројатно Германија, нацистичка Германија, ќе го срушеше, ќе го здробеше до почетокот на зимата Сталин и Советскиот сојуз. Меѓутоа со пролонгирање на таа операција, текот на историјата доби сосема друг правец. И русите, а не германците, се победници во Втората светска војна. Истата операција Барбароса ќе ја направи сега Виктор Орбан. Ќе оди ќе се среќа со Милорад Додик, ќе охрабри Милорад Додик, ќе прави проблеми во Босна и Херцеговина, ќе прави проблеми во Македонија, за да го разводни, да го расплини влијанието и вниманието на меѓународната јавност, за да може да го намали притисокот пред неговите избори, клучни избори кои го чекат. Затоа ВМРО-ДПМНЕ сега треба да направи влада. Таа треба да има одредени избори, па тоа да биде клякаво, да бидат разни политички комбинаторики кои ќе се прават тука во Република Македонија. И ВМРО тоа мора брзо да го направи, бидејќи Александар Вучич на пролет идната година го чекат избори, Виктор Орбан на пролет идната година го чекат избори. Најверојатно по завршување на председателствувањето со Европската унија Јања Сјанша поради нестабилната политичка ситуација во Република Словенија ќе мора да оди на избори идната година. И ако ја нема поддршката на овие структури, плюс поддршката на Русија, плюс поддршката на Реџеп Тајип Ердоган и евентуалната поддршка на Република Бугарија, не знаеме што ќе се случува идната недела на изборите во Република Бугарија, ВМРО-ДПМНЕ мора веднаш и сега да направи влада. Мора веднаш и сега да ги земи работите во своји раце, да ги земи конците во своји раце, бидејќи ако не ги земи конците во своји раце, можеби ќе помине возот и возот никогаш нема да се врати назад. Клучен е Виктор Орбан, гледате она фотографија, гледате она снимка, каде што се седнати Христијан Мицкоски, Александар Николовски, Африм Гаши, Димитар Апасиев, министерот за земјоделие, Аренит Хоџа од Беса. Па таму клучен играч на таа снимка, на таа фотографија Александар Николовски. Тој е прокуристот на Виктор Орбан во Република Македонија. Тој е човек кој на дневна линија телефонски го има министерот за надворешни работи на Турција господинот Чавушоглу. Тој е главен играч, тој е ДНК-та на Никола Груевски. Тој е ДНК-та на груевизмот кој владае во Република Македонија. Со врски во градежниот свет, со врски во српскиот свет, со врски во рускиот свет, со врски во турскиот свет, прокурист на Виктор Орбан во Република Македонија. Исклучително моќен играч, исклучително интелигентен човек. Па емисија имав Кисенџер од Издеглавје. Па Издеглавје е едно од најкомунистичките, најудбашките села во Република Македонија. Потеклото на Лазар Китановски од Издеглавје, поранешен шеф на Агенцијата за разузнавање, човек кој контролираше разузнавачките структури во Република Македонија во време на Бранко Церенковски. Покојниот Лазар Китановски, крстен е Лазар, бидејќи татко му бил најдобар другар и пријател со Лазар Кулишевски, затоа го добива името Лазар. Од исто село Александар Николовски како што е Лазар Китановски. Тој е најудбашкото село во Република Македонија. Затоа вие гледате таа врска помеѓу Александар Николовски и Бранко Азевски, кој е прв човек на Стопанската комора. Тие структури се организира сега. Кога вие ме прашувате каде биле тие структури, па цело време ви говорам за тие структури. Па од почетокот на 2020 година ви говорам дека луѓето на Бранко Церенковски работа за Христијан Мицкоски. Емисија има. Тога снимавме со Сол за Грча, сега смени страната Сол за Грча. Па имавме емисија кој е рускиот Сорос, Малефеев кој работи и помага за одредени процеси тука во Република Македонија и на Балканскиот полуостров. Па ви правев емисија за српскиот свет. Па Никола Груевски во моментот кога ја претвара ВМРО-ДПМНЕ од политичка партија во национално движење, ја приклонува, ја приклучува Република Македонија ВМРО-ДПМНЕ кон српскиот свет. Затоа ја ужива до крајот на неговото владење поддршката на српскиот свет. Бидејќи ја трга ВМРО-ДПМНЕ од предградките на Софија или од предградките на бугарскиот врховизам. И тоа се случува сега во Република Македонија. Вие не може да речете дека тоа не ви е кажано. Тоа ви е апсолутно кажано. Тоа што ние не можеме да го видиме дека некој ќе го ориентира дресот на ВМРО-ДПМНЕ, дека некој ќе го ориентира лицето на Христијан Мицкоски и за дресот на ВМРО-ДПМНЕ и за лицето на Христијан Мицкоски ќе се прошете и ќе победи на изборите во Република Македонија. Тоа е операција која е направена. И вие кога ќе видите таму на таа заедничка маса, кај што седна, таму е Африм Гаши, вие срам да го гледате Африм Гаши. Па човекот учествуваше во рушење на споменикот на цар Душан во рамки на проектот Скопје 2014 година. Сега тој Африм Гаши да се спаси својата политичка кариера и својата политичка фотелја,
учествува во враќање на српскиот свет на власт во Република Македонија. Па таму вие како лежечки полицаец ставен Димитар Апасиев. Па нели ке апси, нели ке беси, нели име ке враќа, нели режим ке бутка. Па режим враќа на власт во Република Македонија. Па зошто човече учествуваше у шарена револуција? Те ставија како лежечки полицаец у шарена револуција. Те ставија како лежечки полицаец во специјално јавно обвинителство. И те стават сега како лежечки полицаец во коалиција со ВМРО-ДПМН да има проруска контрола на целата таа коалиција. Вие ќе знаете оваа структура која сега доаѓа на власт. Па таа пактирала со Виктор Орбан, пактирала со Јанес Јанша, пактирала со Руси, пактирала со Бугари, пактирала со некои десни или леви радикални структури во Германија. Роза Луксембург Штифтунг, па не ме финансираше мене, а финансираше старата левица. Па погледнете кој ги финансираше или кој ги организираше протестите кога беше мигрантската криза. Кога имаше конфликти на македонско-грчката граница. Кои луѓе сакаа да преминуваат она жична ограда која е ставена таму. Па тоа јас не го финансирав. Die Linke е таа партија. Роза Луксембург Штифтунг е асоциација, е организација типот Конверт Аденаер, но на Die Linke, тоа е екстремната левица во Република или во Сојузна Република Германија. И тие баби и жаби сега се склопија, се замеша, направија некакво политичко есперанто и те може да дојдат на власт во Република Македонија. И одговорноста, ја немам ниту зрно, ниту грама одговорност. Сите овие работи сум ги кажал, како што сум ви кажал, кои се слабостите, маните на Зоран Заев. Па кога видов дека оваа групација е посилна од Зоран Заев и од власта во Република Македонија, кога видов што прават со лаверита, па погледнете го тоа интервју. Тамо прв пат јавно ви кажувам, јас не сакам да бидам новинар на мафијата. Јас одбивам да бидам новинар на мафијата. Јас одбивам да помогнам режимот да се врати на власт во Република Македонија. Па тоа можев да го правам. Па јас можев да бидам англиска кралица, да турам пари у джепот, да ги гледам процесите, ништо да не правам, да ги спречам тие процеси. Па тогаш како би бил Васко Ефтов? Тогаш како би го продал и би го злоупотребил своето влијание во македонската јавност? Ако си дозволам да бидам англиска кралица, јас можам да бидам се и се што. Можам све да погодам или све да промашам, но не можам да бидам англиска кралица. Бидејќи не можам да се погледам во огледало ако прифатам да бидам англиска кралица. Тие процеси ви се случија во Република Македонија. Вие сега ракоплескате на тие процеси и по 2 години ќе доаѓате и ќе викате, знаеш, па ти беше во право. И што ако сум бил во право по 2 години? Па работете да бидам во право пред 1 година, не по 3 години. По 3 години ќе биде касно. По 3 години нема шанса да се поправат процесите. Тоа се случи во Македонија. Таа чорба ја надробивме, сега ќе ја сркаме. Биде почитувани гледачи како после изборите некои луѓе излегува во прв план. Или стана видливи на сцената, стана видливи на политичката сцена. Пред изборите, за време на изборите или пред почетокот на изборите. Никој не ја перцепираше како битен политички фактор, како битен политички чинител Даниела Арсовска. И станува победник на изборите. Станува нов градоначалник на градот Скопје. Ленин Јовановски, погледнете во изминатите 4 или 5 дена, Ленин Јовановски е главен на прославата на Даниела Арсовска. Тој е првиот човек на македонските волци, на македонските моторџии, кои условно речено имаат франшиза од руските волци, кои се блиски до Владимир Путин. Се слика со Даниела Арсовска, Бела Чао, со помош на Бела Чао или со Бела Чао, со трубачите и Бела Чао, таа доаѓа пред седиштето на ВМРО-ДПМН, која порака сака да прати. Во присуство на нокните волци на Владимир Путин и со Бела Чао на Бранко Царенковски, Даниела Арсовска доаѓа пред седиштето на ВМРО-ДПМН после победата на локалните избори во градот Скопје и станување прва жена која е градоначалник на Скопје последните 30 години. Па пие кафе со Стефчо Екимовски, Ленин Јовановски. Па пие кафе со Игор Јанушев, поранешниот генерален секретар на ВМРО-ДПМН, кум на Панче Тошковски, кој е прв човек на статутарната комисија на ВМРО-ДПМН, кој е роден во Ташкент, гледате една класична руска линија, која ви се провлекува во ВМРО-ДПМН, и го имате Ленин Јовановски, тој ми е пријател на Фејсбук, ја не знам дека е толку мокен човек. И испадна дека Ленин Јовановски е многу мокен човек, со многу големо влијание на политичките разврски во Република Македонија. Јас можам да кажам, само браво. Некој можел да го контролира тоа влијание и во даден момент тоа влијание да го стави во функција. Никола Груевски, почитувани гледачи, имаше директна понуда од русите 2016 година. По победата на изборите со 2 пратеника повеќе во однос на СДСМ. Му беше гарантирано дека можат русите да му купат 3 или 4 пратеника и сам да формира влада во Република Македонија. Да не мора да биде уцено од американците. И Никола Груевски тоа го одбива.
Па ако не ми верувате мене, прашете го Филип Петровски. Прашете го Оливер Андонов, поранешниот министр за внатрешни работи. Прито Оливер Андонов е еден од најпоценетите играчи на македонската политичка сцена. Многу интелигентен човек, собра многу гнев поради тоа своје министерување еден ден, меѓутоа учествуваше во многу процеси, и бил еден од најпоценетите играчи во Република Македонија. Погледнете Александар Даштевски. Не може две реченици да сврзи човекот. Меѓутоа гледате во какви све процеси учествувал. Во бегството или политичкиот азил на Никола Груевски, поучествувал со фингерпринтовите сега во изборите во Република Македонија и со прегласувањето во Желино ја руши владината коалиција на БЕСА, на ДУИ и на СДСМ. Одеднаш тие играчи вие не ги гледате, се под масата, ги имате под цената, некој ги вади на површина и тие ви станат клучни играчи на политичките разврски во Република Македонија. Тоа што сакам да кажам дека Никола Груевски имал понуда од рускиот свет, ја одбил таа понуда, не бил доволно храбар да ја прифати таа понуда, меѓутоа со помош на рускиот свет тој сепак функционира и живее во Будимпешта. Се сеќавате, пред 2 дена беше објавена една информација дека министерот за надворешни работи на Унгарија, Сијарто, и Лавров, рускиот министер за надворешни работи, имале телефонски разговор каде што разговарале за состојбите на Балканскиот полуостров, вклучително и состојбите во Република Македонија. Што би разговарале Сијарто и Лавров за состојбите во Република Македонија? Тоа е таа нова коалиција. Тоа е таа коалиција која функционира сега на Балканскиот полуостров. Притоа ние треба да одговориме на прашањето дали е постигнат договор Македонија да биде Титова Југославија, 50-50 да биде влијањето на Америка и на Русија тука во Република Македонија. Или Калето направила лоша проценка, како што направи во изминатите 2 наврати, тоа е 98 и 2006 година, и тие лоши проценки во претходните 2 мандата или 2 наврати ги поправаше со војната 2001 година и со шарената револуција 2015-2016 година. Тоа се случи во Република Македонија. Јавна тајна е дека Зијадин Села бил многу почесто присутен во Американската амбасада во споредба со Али Ахмети. И тука нели се постава прашањето кој може да гарантира, кој може да ја слепи таа коалиција помеѓу Христијан Мицкоски, Зијадин Села и Африм Гаши. Ако Африм Гаши дел на шарена револуција, ако Зијадин Села е претепан во македонскиот парламент, а Христијан Мицкоски е начела на партијата чии симпатизири го претепа Зијадин Села, а Африм Гаши е начела на партијата која пееше албанска химна во македонскиот парламент, што беше иницијалната каписла за почнување на конфликтите во македонскиот парламент, па дали целата операција и била договорена така 2017 година на 27 април? Дали се ова учесниците вистински во таа драмолетка која се случуваше во македонскиот парламент? Како одеднаш главните учесници, бидејќи тамо не беше СДСМ, тамо не беше ДУИ, тамо беа структурите на ВМРО, структурите на Алијанса, претепан Зијадин Села, и структурите на БЕСА која пеат химната. И тие прават сега коалиција која треба да го сруши, како што вели Африм Гаши, хибридниот режим во Република Македонија. Види богати. Па кој е хибриден режим? Па против кого си се борел шарена револуција? Па зашто ја пееше твојот пратеник албанската химна во македонскиот парламент? Се бира нова влада, пратениците на ВМРО ДПМН велат пуч, пуч, пуч и почнаа да пеат македонската химна. Пратеникот од партијата на Африм Гаши станува ја пее албанската химна и станува карамбол во македонскиот парламент. Претепан е Зијадин Села. Луѓето кои лежат во затвор за претепување на Зијадин Села се симпатизери, гласачи или функционери на ВМРО ДПМН. Крсто Муковски ја отвора вратата. Крсто Муковски не лежи во затвор, но гласа за уставните промени Македонија стане членка во НАТО. Видите, која е тоа? Која е тоа папазјанија? Која е тоа надробена чорба во Република Македонија? Која е тоа злодело кое му се прави на македонскиот народ? Па ниту една работа да не биде чиста. Да се гордееме со нешто. Сме излегле, сме одлучиле да станеме членка на НАТО. Сме направиле договор со Грција. На некој им се допаѓа, на некој не ни се допаѓа. Ние имаме општествен консензус. Гледате како се растура таа референдумска коалиција. Коалиција која освои некаде околу 600.000 гласови. Па со таква референдумска коалиција, каде што во таа коалиција ќе беше партијата на Зијадин Села и на Африм Гаши, СДСМ и коалицијата со ДУИ секојаш ќе се шеташе или ќе се прошетуваше на изборите.
Па клучниот проблем на Република Македонија што некој успел да ја растури таа референдумска коалиција и да не ја преточи во владина коалиција. Дали е тоа ДУИ, дали се делови на ДУИ, дали е меѓународен фактор, дали се структури на СДСМ, дали тоа е некоја кратко гледост на СДСМ, дали некој извршил притисок преку турскиот свет на партијата на Африм Гаши и партијата на Зиеден Села преку Арбен Таравари, дали е тоа Чавушоглу, дали е председателот на Албанија или Ирмета. Кој е улогата на Александар Николовски? Па имате безбедносни структури, Зоран Заев. Па ти си имал прв човек на агенција за разузнавање. Си имал министер за внатрешни работи. Имаш прв човек на агенцијата за национална безбедност. Па не може да те растурат ко швајцарско сирење. Па ти не си прв човек на некоја ГГ фирма во Росоман. Си бил премиер на владата. Ги соопштуваш информациите во изборната вечер кога си поразен во вториот круг и велиш многу пари од одредени држави поради политички и финансиски причини се влезени помеѓу првиот и вториот круг. Па кои се политичките причини поради кои се влезени тие пари? Сте ги документирали ли тие луѓе? Ве растурили ли ко швајцарско сирење, ко село без кучиња? Па како ќе задржите власт ако не може да спречите да ви влегуваат такви пари, да ви влегуваат такво влијание во Република Македонија? Па прва работа која го учи или ја учи било кое дете кој почнува фудбал, ако не можеш да победиш, тогаш направи се да не го изгубиш над преварот. Која склопи таа коалиција на Зиеден Села Христијан Мицкоски? По петти пат го поставам тоа прашање, бидејќи тоа е клучното прашање. И одговорот на таа дилема, која прави таа коалиција? Дали ја прави Европската народна партија или ЕПП? Со поддршка на Германија? Дали ја прават одредени делови или рестлови на калето, кои не се наклоните нова администрација на Џо Бајден? Кој учествува? Се спомнува Вилијам Вокер. Да, навистина Вилијам Вокер го посети Зиеден Села неколку дена после претупувањето во македонскиот парламент, но Вилијам Вокер е тотално небитен играч сега во тие разузнавачки структури. Тој дури несмасно и тажно и жално самиот и се нуди на албанската диаспора да биде неизен репрезент или застапник во процесот на преговори или на финалното решавање на косовското прашање. Некој ја склопил, ја споил, ја направил таа коалиција помеѓу Зиеден Села и Христијан Мицкоски. И таа коалиција не само што не попушта, барем сега, додека ги кажуваме овие работи, туку напротив, Арбен Таравари вели, ние преговараме со пратеници од коалицијата на СДСМ и со пратеници од коалицијата на ДУИ, успеват БЕСА да изваат надвор од коалицијата, па партијата БЕСА победи во Тетово, бидејќи на тој начин се сметаше и се направи проценка дека ќе биде спасена коалицијата. Па првиот човек на БЕСА, човек кој излезен од партијата ДУИ, бил некој локален функционер или некој функционер во вториот или во третиот ешелон на ДУИ, не го добил тоа што го сака, излегува и ја формира политичката партија БЕСА со доминантно турско влијание. Кога јас го спомнав синот на имамот, прв пат мирниот и кроток син на имамот на Реджеп Тајип Ердоган и на Давутоглу или Кисинџер од Босфорот, прв пат мирниот син на имамот ми се јави и почна да се заканува. Бидејќи кажав дека во партијата на Африм Гаши има две структури. Едни кои би се коалицирали, би биле за коалиција СДСМ, но другите се под силно влијание на турскиот свет. И тој турски, тој српски свет, со делови на Виктор Орбан, со делови на рускиот свет победи изборите во Македонија. И тоа треба да се признае. Мислам дека калето во целата таа операција апсолутно беше немокно било што да направи на македонската политичка сцена. И сега калето ги гледа процесите, ако нема сила, ќе се приклучи кон процесите и ќе прати преку своите мегафони во македонската јавност дека всушност Христијан Мицкоски бил договорен со калето, дека тоа трае веќе неколку години, дека преку НДА, преку ИРИ тие влегле во ВМРО на голема влата, успеле да го реформират и реформирано да го вратат на власт во Република. Ова врска. Се случува хибридна операција, која е многу сериозен проект. Пишаа во некои портали дека се влезени повеќе од 200 милиони евра или долари во Република Македонија. Тоа се многу пари. Доволни се некаде 20 од 25 милиони долари да биде направен политички пресврт во Република Македонија. 200 милиони долари се многу пари за Соединетите американски држави. Гледате, по истиот модел како победи Доналд Трамп на изборите, победи ВМРО ДПМН. Не освои повеќе од 290.000 гласови, но тоа се така правилно распоредени гласови, математички, прецизно, што би рекол Христијан Мицкоски, оствари убедлива победа. Со најлош резултат во историјата на ВМРО ДПМН, има една од најубедливите победи. И по 6 пат. Кој ги спои тепачите и тепаните на 27 април?
тепачите и тепаните и пејачите на 27 април, заедно со лежичкиот полицаец Димитар Апасиев, сега ќе рушат власта и ќе бидат власт во Република Македонија. Па има ли поголем абсурд? Ако никаде пред 20 или 30 години во комунизмот се развиваше театарот на абсурдот, и тоа беше една водечка гранка во театрологијата, сега ние имаме на политичката сцена театар на абсурдот. И тој театар на абсурдот победи на изборите, победи сосема заслужено на изборите, не може една точка или запрека да им се приговори на тоа што го направија. При тоа искоалицира и со Ќоро и со Сакато надвор од Република Македонија. Направија огромен цех, направија огромна сметка. Сега доложат како Грчка и на Москва, и на Софија, и на Белград, и на Будимпешта, и на Анкара. И сега ќе дојде време кога треба да ги враќаат тие долгови. Со што ќе враќаат тие долгови? Со Република Македонија? Со стратешката позиција на Република Македонија? Еве да речеме дека Калето стоело цело време за таа коалиција. Еве да речеме дека цело време Калето инвестирало во таа коалиција. Дека Зоран Заев е криминалец, дека Вице Заев е криминалец, дека се фатени во криминал со марихуана, дека правеле криминални структури, еве да речеме дека е тоа така. Па веројатно постои барем еден чесен во врвот на СДСМ, кој не е Вице Заев, кој не е Зоран Заев, на кого вие ќе му дајте довербата, да расчисти со криминалот и на Зоран Заев и на Вице Заев, но да расчисти со режимот во Република Македонија. Ако е криминален кланот на Заеви, вие зашто го враќате режимот во Република Македонија? Па нели е историска потреба Република Македонија да расчисти со криминалот? Република Македонија сега е во одредена фаза како што беше Бугарија пред влезот во Европската унија, како што беше Бугарија 2005 година. Па така е донесен на власт Бојко Борисов. Па имаше 150 убиства по софиските улици. Убиства на тајкуни, на олигарси и на криминалци. Значи со криминалот се расчистува, криминалот не се враќа на власт. Еве да речеме во Република Македонија треба да се спроведи бугарско сценарио. Какво бугарско сценарио ќе се спроведи? Па вие режимот ќе го вратите на власт. Како ќе расчистувате со криминалот? Каде е криминалот? Во овие 4 години криминалот или во тие изминати 11 години криминалот? Еве јас прифаќам дека во овие 4 години имало криминал. Дека криминалец бил и Драги Рашковски. Дека криминал е тој инвестиционен фонд кај што се делеле парите на блиски луѓе на СДСМ, на братот на Саша Ордановски така натаму. Дека криминал правела она пратеничката што важеше за најблисок соработник на Владе Милчин, која е сменета, Лидија Димова. Еве прифаќаме. Без судски одлуки, без судски, прифаќам, тоа било криминал. Па тоа е поголем криминал и од криминалот на Јордан Камчев и на Сашо Мелков. Тие поише пари ли направи од Јордан Камчев и Сашо Мелков? Па вие сега Груевски, Сашо Мелков, Јордан Камчев ги враќате на власт. Ало, Кале, дали се слушаме? Овие луѓе ги враќате на власт во Република Македонија. Тоа ли е процесот на национално помирување во Република Македонија? Па ако е процесот на национално помирување таков, кажете да украдеме ние 10 милиони евра и после да не вратите на власт во Република Македонија. Па никој не е будала да си работи нормално, да почитува закони, да почитува прописи, да плаќа данок, да се мачи тука, да снима емисии, да не ги гледа децата, да работи по 18 сати. Па ајде, јас ќе украдам 10 милиони, па вратете ме после на власт во Република Македонија, тоа ќе биде национално помирување. Па имате ли желба да направите Македонија нормална држава? Па имате ли капацитет да ја направите Македонија нормална држава? Ова само го продлавочува процесот на ненормализација во Република Македонија. Па до кога ќе трае тој процес на ненормализација? Па зарем е потребно во Република Македонија да го имаме црногорското искуство, да го имаме бугарското искуство, па хибридна војна имаше од Црна Гора. Па луѓе беа обвинети за државен удар. Тие луѓе кои се обвинети за државен удар на овие избори пред 4 месеци победија во Црна Гора. Формираа влада и при тоа нивни министри не смеат да бидат дел на таа влада. Таков ли некој хибриден модел ќе биде направен? Де факто тие ќе победат, а власта ќе формира некој друг. Србите славеа победа во Црна Гора. Александар Раковиќ славеше победа во Црна Гора. И одеднаш се формира влада, кај што тие што победија не се министри во таа влада. Туку е Дрита Набазовиќ, Кривокапич, кој нема своја политичка партија, демонтиран е моделот на Мило Џукановиќ, но не е донесен српскиот свет на власт во Црна Гора. Изборите се минатото лето август минатата година.
Но Мило Ѓуканич останува се уште власт. Иако ги губи болугите на власта, влакно од главата не му фали. Таков ли инженеринг ќе биде направен во Република Македонија? Ќе го копирате моделот на Румен Радев? Трети избори на 14 ноември ќе се видат во Република Бугарија. После двата круга на избори не е формирана бугарска влада, мора сега да биде формирана бугарска влада. Бидејќи многу пари се потрошени, бидејќи трпението на бугарските граѓани е дојдено на точка на вриење. Што и да се случи на изборен план ќе мора да биде формирана бугарска влада. Румен Радев ли ќе биде столбот на таа влада? Председател со највисок рейтинг и една нестабилна влада. Па тој модел не може да го повторите во Република Македонија. Стево Пендаровски нема ниту политички, ниту човечки капацитет да биде Румен Радев или да биде Киро Глигоров до 99-та година. Или во врвот на неговата сила 92-та, 93-та, 94-та година. Не можете да окупирате моделот во Република Македонија. Тоа што не го направивте е што не расчистите со криминалот во Република Македонија. Која политичка гарнитура да дојде на власт сега е корумпирана, однапред платена и купена од криминалот во Република Македонија. Се сменија времињата, се смени номенклатурата. Не ова времето од 15 години кога Бојко Борисов реши 150 икуни олигарси и криминалци во Бугарија. И подоцна сами остана најголем олигарх и најголем криминалец. Во Македонија не може да се репризира тој модел. Јас мислам дека Република Македонија на еден среднорочен рок, се плашам да речем дека долгорочно, ќе биде држава која ќе биде поставена на многу нестабилни темели, многу нестабилни односи. Дека нема да има силна политичка, силна општествена структура. Па зар вие не сваќате дека СДСМ и ВМРО треба да бидат пуштени низ вода? Дека треба да биде направено неко ново движење? Па сетете се само што се случи во Бугарија 2005 година. Формирано е национално движење Симен II по бугарскиот цар. Донесен е бугарскиот цар да расчисти со Бугарија. Тој го става на функцијата генерален секретар на МВР Бојко Борисов и Бојко Борисов расчисто со криминалот. Во меѓувреме се сваќа дека Симеон Саксобургоцки бил под контрола на Бриго Аспарухов, под контрола на одредени руски структури, дека е Бојко Борисов лавирал час кон британски, час кон американски, час кон руски структури и се случува карамбол во Република Бугарија. Нешто слично се случува во Република Македонија. Го имате СДСМ кој е реформирано, кој навистина е реформирано идеолошки, бидејќи СДСМ е формирано како наследничка на комунистичка партија на Македонија 1942-43 година во Тетово. И главната удба структура се бори против бугарскиот врховизам и албанскиот иредентизам. И тоа СДСМ се спроведува стратегија едно општество за сите ги почува преговорите со Бугарија. ВМРО не е реформирано. ВМРО станува национално движење кое станува приврзок на српскиот свет. И тоа се политичките состојби во моментот на теренот. И вие дозволите српскиот свет да ви поставува и да ви руши влади во Република Македонија. Јас не мислам дека тоа стратегија со која калето треба да се горде и да биде стрекне. И гледате сега во Република Македонија, почитани гледачи, имаме коалиција која сака да ја развласти коалицијата на СДСМ Али Ахмети. При тоа Али Ахмети добива мандат од својата партија да преговара со сите, освен со оние партии кои не ги почитуваат албанците во Република Македонија. Таква партија сега е само партијата на Димитар Апасиев. Димитар Апасиев влезе во коалиција со Беса, со Села, со Афрем Гаши и со Христијан Мицкоски, фалејки се дека со еден потек срушил и луѓе кои ја водели, ја спровеле транзицијата во Република Македонија и го срушил Али Ахмети. И гледате каква папазјања сега се прави. Сега Али Ахмети доимат мандат да преговарат со ВМРО ДПМН. А Христијан Мицкоски се пофали дека еден од најголемите успеси на овие избори, посебно во Тетово и во Гостивар, кај што директно помогнал да се сруши режимот на Али Ахмети. Кој ќе посредува сега помеѓу нив? Американското кале. Американското кале ќе учествува во одредена конструкција која има направено рускиот свет во еден хибриден процес на избори во Република Македонија. Ние денес во Република Македонија гледаме како се менува светот пред наши очи. Како калето станува немокно да ги предвиди, да ги превенира или да ги контролира процесите во Република Македонија. И ако не знаеме што ќе се случи, веројатно треба да се свртиме кон минатото. На почетокот на наредната година нов амбасадор на Америка во Белград треба да биде Кристофер Хил, еден политички дипломатски тешкаш, десна рака на булдожерот Ричард Холбрук. При одредени политички разврски, ако победеше Хилари Клинтон,
Имаше шанси да биде нов државен секретар на Соединетите Американски држави. Се вртеше во барабонот и неговото име како прв човек на американска дипломатија. Пензиониране, вратене во игра. Бил амбасадор на Америка во Албанија, бил амбасадор на Америка во Ирак, внимавајте, значи во клучни држави, бил амбасадор на Америка во Полска, тоа е новата Европа која беше формирана во времето на администрацијата на Клинтон, администрацијата на Барак Обама, беше амбасадор на Америка во Јужна Кореја и беше амбасадор на Америка во Република Македонија. И тој човек се враќа на власт. Што се случи кога прв пат Кристофер Хил се појави на Балканскиот полуостров? Беше подпишана времената спогодба помеѓу Република Македонија и Република Грција, каде што тој директно учествува и ги води преговорите, па беше направен процесот во Рамбоје, па легитимизирана е целата структура на УЧК и е трансформирана во битен политички фактор. Хашим Тачи е однесен како прв човек на УЧК или новака на преговорите во Рамбоје, па следува бомбардирањето на СР Југославија. Го носи на власт Љупчо Ѓоргиевски, како амбасадор на Америка во Македонија го игра тешкото на галичката свадба со Бранко Царенковски и го пушта низ вода Бранко Царенковски. Истиот ли модел ќе го видиме сега? И таа влада на ВМРО ДПМН трае се до заменувањето на Кристофер Хил. Неговиот мандат од 1996 до 1999 година, веќе на изборите 2000 година, губи Љупчо Ѓоргиевски, тој убедливо ги губи локалните избори во Република Македонија. Кој го натера Зоран Заев да поднесе оставка по губење на локални избори? Од што се исплаши Зоран Заев? Па локални избори има изгубени Бранко Царенковски во 1996 година, иако има апсолутната власт во Република Македонија. Па му се случува приватизација и одржува власта до 1998 година. Локалните избори ги губи Љупчо Ѓоргиевски 2000 година, поеме војна 2001 година и останува на власт во 2002 година. Единствено Зоран Заев по губење на локални избори поднесува оставка. И остава својата партија на ветрометина, остава владената коалиција на ветрометина. Село без кучиња, кој кај стигни да купува или да пазари луѓе и пратеници во таа владина коалиција. И тоа сега се случува. Доаѓа Кристофер Хил и ко таков тешкашки извадите од пензија, вие треба да решавате клучни прашања на Балканскиот полуостров. Кои се клучни прашања на Балканскиот полуостров? Македонското прашање, косовското и босанското прашање. Затоа американците инсистираат дека Македонија, те не велат Албанија, те не велат Србија, Македонија мора да стане членка на Европската унија. Македонија мора да биде стабилна и стабилизирана, за да може да отпочне решавање на албанско, односно косовски и на босанско прашање. Затоа донесен Кристофер Хил на Балканскиот полуостров, или затоа на почетокот на наредната година Кристофер Хил треба да дојде на Балканскиот полуостров. Ние треба да имаме нестабилни влади, не треба да имаме широки влади, па тоа е најлошо што може да и се случи на Република Македонија. Па ние не сме зрели да имаме широки влади, ние не сме зрели да имаме експертски влади. Сите експертски влади се покажале некапацитетни. И владата на Клюсев, и широката влада во време на војната 2001 година, и владата која ги спроведе изборите 2016 година, и владата која ги спроведе ланските избори. Тоа се некапацитетни влади. Ние не сме научени сами меѓу себе да разговараме, и подостанели се луѓето, зашто не можеме со грците и со бугарите да разговараме, бидејќи ние немаме таа култура на разговарање, култура на решавање на проблемите. Затоа јас, ако до пред 3 или 4 месеци сум бил заговорник или пред половина година на формирање на нека широка влада, како проаѓа времето, сваќам дека таа широка влада може да биде најголемо зло за Република Македонија. Сакате ВМРО ДПМН да е на власт? Па подобро ВМРО ДПМН не реформирано да биде на власт, отколку да биде направена некоја широка експертска влада, каде што и Ќоро и Сакато ќе напикате. Бидејќи таа ќе биде слаба влада. Бидејќи таа влада ќе нема капацитет. Може ќе има легитимитет, но нема да има политичка сила и политичка мудрост да ги решава клучните прашања во Република Македонија. Па ние уште не можеме да се опоравиме од Охридскиот рамковен договор, бидејќи е кљакаво спроведен. Уште не можеме да се опоравиме од Преспанскиот договор, бидејќи е кљакаво спроведен со Крстомуковски. Па зар ни треба уште еден таков тежок воденички камен во преговорите со Бугарија? Најдете една политичка структура, дадете и легитимитет. Немојте да ја правите сопки и оставите да реши одредени клучни проблеми. Немојте да влагате во глупи филмови направење на широки експертски влади, бидејќи тоа никош не донело среќа во Република Македонија. Ние немаме таква политичка меморија, државна меморија или државотворна меморија кој што имаат бугарите, да може да си дозвола 2 или 3 неуспешни изборни циклуси, слаби влади, минување на влади преку улици. Ние немаме таа колективна политичка меморија. Ние сме многу кревки.
Ние сме под удар на албанскиот, на српскиот, на бугарскиот, на рускиот свет. Македонија беше чедо и дете на Соединетите американски држави, формирано тука на Балканскиот полуостров. И ако сега мајката се откажува од детето, по истиот принцип како што Бранко Цренковски се откажа од СДСМ, тогаш ние влегуваме во една многу неизвестна разврска. Со еден кут на СДСМ, со едно нереформирано ВМРО, со некоја можна експертска влада, со некои предвремени избори, кај што некој би победил убедливо, некој би изгубил убедливо, би се направил еден дисбаланс во македонското општество. И јас како што сега гледам работите, ние на еден среден рок ќе имаме многу неизвестна иднина. Граѓани кои сега сметаат дека не треба да се прави било како компромис, бидејќи вие сте ги тренирале 3 или 4 години дека компромисот е капитулација и предавство, дена сега тие луѓе ќе ги натерате да аплодираат, да велат дека тоа е визионерство и нешто што може да биде направено. Не сум баш голем оптимист околу иднината на Република Македонија, без разлика што доаѓа Кристофер Хил, му го препознам ракописот, го знам човекот, сум разговарал со човекот, тој ќе оди на решавање на трите клучни прашања. Мислам дека е грешка да ја правите нестабилна Македонија, да ја оставите Македонија да се грчи под некои хибридни разврски на изборите и со таква слаба Македонија да влезете во преговори со Бугарија, во преговори за косовското прашање, преговори за Босна и Херцеговина. Тоа е моје мислење. Ќе видиме времето што ќе покаже. Сега ќе биде клучно што ќе се случи во СДСМ. Победникот победува и носи се на македонската политичка сцена. ВМРО ги доби локалните избори и има големи шанси да доби апсолутна власт во Република Македонија. Ќе инсистира на брзи предвремени избори. Дали те ќе се случат до 1 март, дали ќе се случат до 1 април, дали ќе се случат на есен наредната година, ќе видиме. СДСМ во текот на пролета нема да биде подготвен и кадерен да учествува на тие избори, бидејќи треба да помени процес преку гласање на целото членство за нов лидер на партијата. СДСМ ќе помина низ многу турбулентни процеси, многу турбулентни периоди, бидејќи со заменување на Зоран Заев не заминува само председателот на партијата, туку заминува и главниот финансиер последните 15 години. Дури во времето на Бранко Цренковски, во вториот мандат на Бранко Цренковски, главен финансиер на СДСМ беше Зоран Заев и екипата или кланот околу Зоран Заев. Прито Бранко Цренковски, кога заминува од челната позиција на СДСМ, а тоа е некаде пролета 2004 година, на својот наследник му остава 200.000 евра, 51% акција во една национална македонска телевизија и 51% акција во еден дневен вестник во Република Македонија, кој се уште функционира. Кога Бранко Цренковски се враќа на власт во СДСМ, после заминувањето на Владо Вучковски и Радмила Шекеринска, наследува огромни финансиски долгови, кои ги покрива и ги решава со помош на Зоран Заев. Без Зоран Заев, СДСМ финансиски ќе има проблем како да функционира, како да обстои. Дали следува процес на пасокизација на СДСМ? Тоа што се случи на Пасок во Грција, да му се случи на СДСМ. Дали ќе следува процес на делење на СДСМ на две структури, структура на Зоран Заев и структура на Бранко Цренковски? Дали СДСМ ќе влезе во некој процес на правење на нов сојуз за Македонија? 1994 година тие така победија. Начело на Сојузот за Македонија, ако тоа не беше политички субјект, беше Киро Глигоров, а Бранко Цренковски беше начело на СДСМ. Дали некаква разврска од тој тип ќе има? Кој ќе биде Киро Глигоров? Стојан Пенаровски? Не сум сигурен дека Стојан Пенаровски располага со човечки и со политички капацитет да биде начело на еден таков процес. Или СДСМ можеби ќе влези во две многу неизвестни разврски. Да биде правена голема влада после сите избори од типот на Германија, каде што партијата која победува го дава премиерот, партијата која ќе изгуби го дава министерот за надворешни работи и на еден рок од 10-15 години ми се чини дека СДСМ ќе биде секогаш, како што сега стојат работите, малцински партнер во таква една влада, или СДСМ можеби ќе влезе во процес на правење на изборна, предизборна, а можеби и политичка коалиција, трајна политичка коалиција со ДУИ. Ако ДУИ влезе во процес на позеленување или да станува една зелена еколошка партија со лева провиненција, и ако СДСМ се соочува со одредени турбуленции, се надевам дека тој што ќе го наследи Зоран Заев нема да излезе надвор од траекторијата сегашна на СДСМ и да се приклучи повторно кон српскиот свет, можеби некоја коалиција СДСМ и ДУИ е некое среднорочно решение за таа партија, па можно и прераснување во една заедничка партија помеѓу ДУИ и помеѓу СДСМ ќе видиме, но таа партија или левицата која ги спроведе сите процеси во изминатите 4 години во Република Македонија, сега е брутално казната. Не само што е брутална казната од гласачите, не само што е брутална казната на изборите, туку е брутална казната со неиспорачување на тоа што и беше ветено од страна на меѓународната заедница.
Која порака праќате сега на Балканскиот полуостров? Дека тие што решаваат проблеми се пуштени низ вода? Дека тие што кооперативни се будали? Дека треба да седите на страна, ништо да не правите и не правејќи ништо да дојдете на власт и да делите по 4 милиарди долари државен буџет? Па тој баба ми го знае. Но треба да го кажете. А со ова што го правите, таа порака ја праќате. Ојте утре на терете го Александар Вучич без шарена револуција да го решава косовското прашање. Или без да го оценувате преку ЦИА. Или без да го оценувате преку КГБ. Или ојте на терете го, не знам, премиерот на Косово да го решава косовското прашање. Или на терето го Еди Рама да ви врши влијание врз косовскиот премиер. На Балканскиот полуостров, после падот на Зоран Заев, е бетонирано, а претходни падот на Алексис Ципрас е бетонирано, или Јадранка Косор во Хрватска. Тие што решаваат проблеми се предавници, се поразени и одат на ѓубриштето на историјата. Тие што не решаваат проблеми се власт во државите на Балканскиот полуостров. И кој имате таква црно-бела ситуација, зашто ќе се определите вие? Ништо да не правите и да делите буџет во вредност од 4 милиарди долари или 4 милиарди евра. Да си дотоварите магарето, во 10 саат доаѓате на работа, во 16 часот да си одите. Кога американците прават политичка проценка или русите прават политичка проценка и кога анализираат Христијан Мицковски, Христијан Мицковски ја нема работната енергија, ја нема таа железна дисциплина на Никола Груевски. Тој е многу посличен по тој дел на карактерот на Љупчо Ѓорѓиевски. Сака да ужива во животот, сака да го консумира животот, но ја нема таа железна дисциплина да зависи од таа премиерска функција и да биде роб на таа премиерска функција. При тоа далеко од својата политичка интелигенција во споредба со Љупчо Ѓорѓиевски. И тоа е многу полесно ќе го срушите Христијан Мицковски иако го инсталирате на власт во споредба со Никола Груевски. Бидејќи Никола Груевски имаше талент да прави такви структури, такви организации. Александар Николовски има талент да прави такви структури, такви организации. Кога би дошол на власт Александар Николовски, тоа би било сосема друга ситуација. Христијан Мицковски ја нема таа дарба да прави системи, организации, коалиции. Никој тоа му го направил, му го ставил на тацна, му го сервирал и тој победи на изборите. И можеби тоа е проценката на калето на американците, ќе видиме. Ќе видиме што ќе се случи понатаму, почитувани гледачи. Утре веќе ќе се знае, во 14:30 Мицковски ќе ја достави интерпелацијата по македонскиот парламент. Како што сега стојат работите после седницата на Централното председателство на партијата ДУИ, Али Ахмет има мандат да преговара со сите. Да биде везен играч или играч за врска, кој сите ќе ги разигрува. Кој ќе биде ставен на располагање на сите. Тоа е државотворната роља на Али Ахмети. Да биде секојаш во власта. Таква државотворна роља имаше Бајрам Амди. Која е суштината вие да бидете во сите влади? Што решавате? Па со заробена држава сега ќе се вратиме и ќе станеме членка на ЕУ и на НАТО. На НАТО сме веќе членка. Тоа ли е процес на национално помирување? Вие да ја натерате заробената држава да го реши проблем со Бугарија? Јас ви гарантирам дека нема да го реши проблем со Бугарија. Или ќе речи драматично на штета на Република Македонија. Што треба да направите? Колку може понестабилна влада, за таа понестабилна влада да има полоша преговарачка позиција со Бугарија? Па зошто и го правите тоа на Македонија? Па Македонија треба да има стабилна влада која ќе има силна преговарачка позиција во преговорите со Бугарија. Бидејќи преговорите и договорот со Грција се мачки на кашлица во споредба со преговорите со Бугарија. Бидејќи во тие преговори со Бугарија во најинтимните делови на македонскиот идентитет ќе се чепка. На македонската држава, на македонското ткиво. Па ние сме настанети како држава во конфликт со Бугарија и со бугарската држава. Со пораз на Бугарија во текот на Втората светска војна. Тоа е суштината на македонскиот препород, на формирање на македонската држава. И вие сега треба со нестабилна влада да направите да влеземе во преговори со Бугарија? Па ајде однапред да потпишеме капитулација ако така правите. Ова е моето гледање на некои постизборни разврски. Мислам дека ви се допадна анализата. Ако ви се допадна анализата, ново дружење четврток од 22 часот. До четврток од 22 часот. Пријатна вечер Македонија. Каде и да си.